Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Тука зборувам за добри книги, најчесто за романи, понекогаш за збирки раскази, понекогаш за некој автор, понекогаш за нефикциска книга, понекогаш за во последнава година за некој филозофски концепт, нека интересна филозофска идеја, значи сакам повеќе да одам во таа насока исто така, меѓутоа најчесто за романи. Пред некој време, пред некој месец гледав едно видео на YouTube, интервју на Louisiana Channel со Бенхамин Лабатут, еден многу интересен автор, чилеанско-холандски автор. Многу интересно интервју и тој меѓу другото зборува за тоа што е возбудлива литература, за тоа кои се интересни автори според него. И после тоа го искористив на во многу прилики, па и видео снимив инспирирано од тоа за тоа што е возбудлива литература и така натаму. Значи го искористив Лабатут во различни контексти. И сега тој спомнува таму неколку автори, го спомнува Роберто Болањо како многу инспиративен писател. Имам читано нешто од Болањо и се согласувам со него. Го спомнува В.Г. Зебалд, имам читано нешто и од Зебалд. И го спомна Паскал Кињар. И кажа, па тоа просто е невозможно што Кињар прави со јазикот. Тој речи си како да не е од овој свет и така натаму. И мене толку ми треба, ме заинтересира. И викам, па кој е сега Паскал Кињар? И нели брзо изгуглав и да видам дали има нешто на македонски. Открив дека има. Тоа е оваа книга Скитачки сенки во издание на Арс Аламина, литература МК. Значи, Паскал Кињар е француски писател, ова е преведено од Кристина Поповска од француски. Многу интересна книга, речи си не станува збор за роман, значи е можеби во некои широки експериментални рамки може да кажеме дека ова е роман. Интересно е што и за овој роман има добиена наградата Гонкур во Франција, која што е најпрестижна награда за роман во Франција. И после всушност кога малку прочепкав, дознав дека Паскал Кињар има напишано една книга, еден роман наречен Тераса во Рим, и сватив дека имам гледано и рецензии, видео рецензии за таа, и сватив дека имам слушнато за него. А видов дека во Кобис проверив дека ја има преведено на македонски, меѓутоа освен таму ништо, ни слика, ништо не може да се најде. Ако некој ја знае таа книга и може да ми каже каде да ја најдам, слободно пишете ми. Ова беше многу интересно искуство. Значи, ова е Паскал Кињар Скитачки сенки и книгата има поднаслов Последното кралство 1. И мислам дека идејата е, ова е серија од неколку книги, а ова му е првата. И Паскал Кињар е многу интересно работел како преведувач, уредник, во издаваштво во Галимар работел и после некаде мислам во 90-тите години прекинува со тоа, професионално се занимава со пишување. И оно што е интересно за вие што ја сакате филозофијата, студирал под менторство на Емануел Левинас, кој што е многу важен филозоф за тие што го знаат во континенталната, француската, светската филозофија. Значи, ова е едно сериозно интелектуално, ерудитско дело. Се гледа дека Кињар има огромно познавање, значи е фрагментарно, експериментално. И си реков, па кој ќе го инспирирам воопшто да го прочита ова дело? Меѓутоа, си рекшив, окей, па барем ќе си ги приберам впечатоците и мислите во овој формат, во ова видео, па можеби на некој, ако му се допадне, ако реши да му даде шанса на Кињар, окей, тоа е окей, ако не, и тоа е окей. И да, не го прочитате, меѓутоа има неверојатен квалитет има на згусната мудрост, на згуснати мисли преку приказни, да речеме, тука ги спомнете, може да го спомне Августин, може Свети Мартин да го спомне, може па не знам Декарт у некоја ситуација, па некој римски крал да спомне, па да оди, не знам, на Јуничиро Танизаки да го спомне, па Емили Бронте, па значи се шета на секаде, значи особено во средновековието, стариот Рим е присутен, па ќе се допре некако до сегашноста. Значи едноставно многу ерудитско дело кое што може би бара предзнаење, ама дури да немате предзнаење за некои работи е окей, затоа што не мора се да знаеме за да уживаме во едно дело. Например, Кињар знае да напише вакво нешто. Додека во животот што претходеше на дневната светлина ние не бевме ништо повеќе од страстно сетило за слух, со раѓањето станавме и создатели на слух. Штом ги напуштивме звуците, штом зад нас ги оставивме наредбата и слухот, штом расчленивме се на букви, ние станавме непослушни.
излегувајќи на светлината, задушувајќи се во воздухот, ние можевме да ги кренеме очните капаци за да гледаме, можеме да ги спуштиме за да не гледаме, можеме да дишеме и можеме со устата да го исфрлиме говорот неосетно внесен во нас преку устните на нашите мајки. Значи може да има ваков дел во кој што е тотално онака баш проникнувачки, ја го нарекувам медитативен, во кој што размислува за животот, или може би вакво делче. Има само една империја денес и единствениот начин на размена што минува низ неа нема лингвистичко значење, туку монетарна вредност. Предлагаат викинзите да се одговорни за зачувување на Рим. Предлагаат шпанците да се одговорни за зачувување на храмовите на ацтеките. Португалците за пристаништето во Едо, кралот на сонцето за разрушениот Пор Ројал. Значи, како што кажав, книгата е составена од анегдоти, од историски случаи, значи не се само од Западна Европа и од средновековието и од Стариот Рим, некои се од азиската традиција и култура, значи еден многу интересен колаж кој што на моменти мислите дека скроса не поврзан, меѓутоа има теми што се провлекуваат, а тоа се сенките, она што е во сенката, она што е неизговореното, она што било присутно пред да влеземе во постоење, пред да се родиме и на некој начин ако можам ако се осмелам да кажеме дека како да се обидува Паскал Кињар преку фрагменти, преку случки, преку анегдоти, преку медитации, да се обиде да го пофати и да го открие или да го стави во зборови неискажливото, затоа што можеби неискажливото не може да се искаже преку само една единечна нарација или некоја голема приказна која што е кохерентна, која што е целосно од почеток до крај. Што ако, размислувам сега, ева некој моје толкување на Кињар, што ако реалноста, што ако постоењето, што ако битието може да се објасни само преку фрагменти, преку чувства, преку слики, преку размислувања, преку дури метафизички мисли за самото постоење, за она што може би се случувало пред да се родиме, може би ако душите постоеле пред да станеме тело, што слушнали, така натаму. Значи, ми се чини дека тоа е едно преовладувачко чувство, дека тој пофаќа на разни места преку слики, преку историја, преку анегдоти, преку средбина, некој си светец со некого или некој крал со некого, значи меѓутоа обидувајќи се да му даде форма, да му даде феномен на она што е неискажливо, неименливото, и тоа е многу интересен момент. И она што би рекол можеби за крај дека додека го читате ова дело полека ве навлекува и речи се како да добива една сакрална димензија или една како да добива димензија. Сега знам да може да звучи силно, меѓутоа зборувам за квалитетот дека како да е некој свет текст или свет спис во таа смисла, дека така внимателно, така е сконцентрирана мудроста, како што е сконцентрирана и во многу свети списи и религиозни книги. Така што, сакав да ги приберам мислите, да ги ставам во ова видео, како го доживеав Паскал Кињар. Од една страна е многу тешко да се прими, можеби на некој начин делото, меѓутоа многу тешко и да се воопшто не стана збор да се прераскаже, туку да се пренесат впечатоците, меѓутоа малку од малку се обидов да ви кажам како го доживеав јас читањето на оваа книга, која што има големи шанси, значи сега дефинитивно одлучив да не ја давам понатаму, ќе се навратам на оваа книга, секако веројатно ќе прочитам и некои други книги од него. Толку беше за ова видео, нешто од наредно што можете да го очекувате, ќе зборувам за Капка Касабова, ќе зборувам и за есејот на Карло Чипола, мислам беше за основниот закон на глупоста. Глупоста е нешто што ме интересира во последно време и мислам дека ќе биде интересно видео за 4 видови на луѓе, за законите на глупоста кои што тој ги истражува. Толку за сега, тоа беше мала најава за оно што следува. Чувајте се гледаме со наредно видео. Чао!